Појава на нова бактерија во водоводната мрежа го пролонгира враќањето на питката вода во Гостивар. Иако повеќе не се присутни фекални бактерии, сепак долгото некористење на водата од инсталациите придонело за појава на нова бактерија, па водата е се уште небезбедна за пиење и покрај хиперхлорирањето и дезинфекцијата. Дури не се реши овој ново настанат проблем, водата смее да се употребува исклучиво како техничка. Се работи за бактерии кои што се развиваат во стоечка вода, водата која што низ цевководите се движи до домакинствата или до крајните потрошувачи, затоа што не се користеше, знаете дека повеќе денови водата не се користеше, таму се развиле овие бактерии, сега доаѓа до нивно мешање, но се работи за друг тип на не толку опасни бактерии, но сепак водата се уште не е за пиење. Квалитетот на водата во Гостивар е значително подобрен, затоа е намален и бројот на ново регистрирани случаи. Во неделата имало 127 регистрирани случаи, додека во понеделникот бројката опаѓа на 106, а вчера се регистрирани 71 пациент. Во општата болница доктор Ферит Мурат Гостивар се регистрирани вкупно 49 нови прегледи, од кои 29 на инфективно и 25 на педиатриското оделение. Во моментот се хоспитализирани 20 пациенти на инфективно и 5 пациенти на оделението за педиатрија. Во здравствениот дом Гостивар се регистрирани 22 нови прегледи во дежурната служба, соопшти од Министерството за здравство. Првичните најави беа дека питка вода во Гостивар ќе има до крајот на неделава, но за да се случи тоа, треба да излезат 3 последователни негативни примероци од бактерии во водата за да се тргне забраната. СДСМ и денеска побара кривична одговорност од министерот за здравство Клековски, раководството на ДСЗИ, Центарот за јавно здравје и сите службеници кои според нив ги криеле информациите и не презеле мерки, со што го загрозиле здравјето на граѓаните во Гостивар. Институциите признаа дека црвените светла им се запалиле предоцна. Додека илјадници гостиварци пиеле вода загадена со фекалии, никој не презел апсолутно ништо. Потоа ги крија податоците од јавноста. Сега кога кризата веќе ескалираше, признавате ризик од жолтица и други заразни болести. Премиерот Мицкоски пак бара обвинителството веднаш да ги истражи стотиците пријави за неквалитетна вода во Гостивар во 2021 година, кога министер за здравство беше Венко Филипче. 2021 година, кога председателот на СДСМ е министер за здравство и кога истата личност која што денес излегува на пресконференција од името на СДСМ е директор во Институтот за јавно здравје, имаме преку 400 пријави за неквалитетна вода во Гостивар. Преку ништо не е превземено, нула. Јас го повикувам обвинителството ево довде од Делчево да ги провери овие наводи за кои што сега зборувам и да отпочне постапка зошто овие луѓе кога имале можност не превземале ништо и не го заштитиле здравјето на гостиварци, но не само на гостиварци, туку и на граѓаните во другите општини. Од понеделникот водата во Гостивар е дозволено да се користи како техничка, додека како питка вода е забранета од 17 јули. Тамара Дичевска, Сител телевизија.